Бештеч, следува еден многу интересен и позитивен пред се разговор, бидејќи таква енергија има и мојата следна соговорничка, нашата позната пејачка Мими Јовановска. Добре дојде во Бекстејдж. Добро ве најдов и многу ми е мило што ќе поразговарам и ќе се дружиме. Кажи ми како се чувствуваш, каде си периодов, работно ангажирана, семејно ангажирана, што се случува? Така, и работно и семејно секако сум ангажирана. Моментално настапуваме на семејни прослави, свадби. Периодов сме доста ангажирани со тоа и навистина има премногу. Фала му на Бога за тоа и покрај сите тие обврски, секогаш имам време да најдам за вас. Благодарам, Мими, за тоа. Да почнеме од она што е повод за денешниот разговор. Една песна објави, уште една не очекува, соработката со кого беше, за оние кои што, малкумина кои што не знаат, ти си сопруга на еден од браќата Нуне, ние така велиме доаѓаат браќата Нуне и Мими Јовановска. Така, да. Изминатиот период работев на две нови песни кои што снимавме и секако спотови за тие песни. Моите песни ги направи мојот сопруг. Филип Нуне. Филип Нуне, така. Се снимаа спотовите, и двата се снимаа во Куманово, морам да напоменам, со најдобриот Даниел Јовевски, работеше на спотовите. Првиот спот веќе е објавен, а вториот, за жал, не го објавив. Се надам дека ќе го објавам негде во септември, во октомври. Малце беше лош тајмингот со објавувањето на едната песна. Се случи непосредно пред големата трагедија која што се случи во Кочани и сакам да споменеме дека тука кажи ни ти кој пееше пратечки вокали. Малку кога се договаравме за разговорот, постојано се ежеше кога ми ја објаснуваше ситуацијата. Да, затоа сакам и тоа да го слушнат и гледачите. Во песните, во двете мои песни пее Сара Пројковска, за жал која што веќе не е тука со нас. И ми е многу жал што ете така се деси. И секогаш ќе биде во моите мисли. И заради тоа беше соработката со Сара. Соработката со Сара беше исто, значи, толку позитивна, таква жена. Јас мислам дека уште не сум сретнала, која што беше полна со живот. И многу сум благодарна и мислам дека тие се последните песни кои што има пеено пратичи вокал. Во првата песна пее Јана и Сара, а во втората песна пее само Сара, која што ви кажа ќе објавам негде во октомври и мислам дека ќе биде и посветена на нејзе. Замини брзо животот мој, замини тако не ми оставај број, сама јас можам да продолжам, знам, нема да конам да останеш сам. Мими, бидејќи соработуваш со твојот сопруг, тој ти ги прави и песните. Му сугерираш нешто како да направи или ти го знае темпераментот, ја знае енергијата и која песна како би можела да ја донесеш? Па искрено, он ме знае мене јас каква сум и некако нашите енергии се спојуваат, како да кажам, и он кога ќе направи песна, јас одма чувствувам дека, не знам, некако ја чувствувам како да е моја, не знам, дека морам да испеам таа песна и така се доаѓа спонтано. Од друга страна, ме интересира кои се предностите, а кои се евентуалните недостатоци кога соработуваш со член од семејството, па и сопруг, најблискиот? Морам да кажам дека е од една страна благослов, од друга страна предизвик, заради тоа што он ме знае мене каква сум, знае, ние се разбираме со поглед на свадбите кога нешто. Да, така да малце и е тешко, ама и е, јас можам да кажем и најголемиот благослов да работиш со својот сопруг. Покрај тоа што си сопруга, си и мајка, како се соживеа со ова улога и дали кога ќе си го видиш детето дома, кога ќе се вратиш од настап, тоа има некое смирувачко дејство на тебе и е најубавото нешто што може да ти се случи на крајот на денот? Секако дека е така, тоа е нешто што ми го промени животот во секоја смисла. Навистина преубаво чувство и посакувам на секоја жена да се оствари како мајка заради тоа што тоа е најголемиот благослов и сум многу среќна поради тоа и не постои ништо поубаво.
И за крај на ова интервју завршуваме со музика од тебе, нормално, која песна ќе биде за која што спотот беше готов? Така, таа песна се вика "Замени", која што работеше мојот сопруг. Видеото го снимаше Даниел Јовевски и се надевам дека ќе уживаат. Сама јас можам